И за жал, огромен дел од населението, од популацијата го има проблемот на инсулинска резистенција. А ќе го објаснам механизмот на настанување. И многу пати, ако не се свати основата на механизмот на самата инсулинска резистенција, ќе се промаши и цел третман и општо сваќањето на самиот момент на настанување на инсулинската резистенција. Ова е една мускулна клетка. Да не се чудите, не црта многу добро, но ова е мускулна клетка. Во секоја мускулна клетка би требало да има по една мала точка на резерви од енергија, од триглицериди. Ако мускулната клетка вообичаено живее на шекери, на глукоза, нели, која што ја има во крвта и која што влегува во неизе инсулинот кога ќе ја отвори вратата. Значи, инсулинот и дозволува на молекулата глукоза или шекер да влезе во мускулната клетка и таа да се храни од неизе. Но, што се случува ако во една мускулна клетка има наместо една мала точка масти, ако има вака полно ова големово што е големиот круг, толкави резерви на масти ако се случат да бидат внатре присутни, тогаш оваа мускулна клетка, бидејќи ќе има впечаток дека има во неизе многу енергија, а има многу енергија заради тоа што сме јаделе многу заситени масти, сирење, кашкавал, месо, кои што се акумулирале во мускулните клетки, доаѓа до замастување на мускулните клетки. Значи, пазете, нема само замастеност на црниот дроб во нашето тело. Има замастеност и на мускулните клетки. И ако се случи оваа состојба, мускулната клетка како размислува? Вели, имам премногу енергија. И ако имам премногу енергија, таа клетка ќе почне да дава отпор или резистентност кон инсулинот. То е од тука името инсулинска резистенција или инсулинска отпорност. И оддавајќи му отпор на инсулинот, нема да му дозволи шекерот од крвта да влезе внатре во нејзи и таа да го консумира. Ова е инсулинската резистенција. Што е последица? Телото ќе почне да расте, да лачи се повеќе инсулин, бидејќи ќе биде загрижено за тоа зошто шекерот не влегува од крвта во мускулите, и така почнува тој циклус на инсулинска резистенција. Зошто го објаснувам се тоа? Бидејќи е најчестата форма на хормонски дисбаланс. Одеднаш ќе приметите значително зголемување на телесна тежина. Одеднаш ќе приметите напливи на многу силна глад. Ќе приметите посебна желба за благо, која што порано не сте ја имале. Сите овие три состојби, брзо зголемување на телесна тежина, многу нагласен глад, многу зголемување на потребата за благо, ништо од тоа не присутно порано, сега да се појавило, многу често треба да ве доведе да се посомневате дека станува збор за инсулинска резистенција. Инсулинската резистенција, проблемот е дека води кон предиабет, односно диабет, бидејќи тој метаболен синдром кој што следи после неа значително го комплицира здравјето и додека е на ниво на ова, додека вака како што го објаснив, додека е на ниво на клетка, ние не гледаме ништо страшно, не можеме да бидеме свесни, но во позадина состојбата се комплицира и не поставува на шините кон диабет. И затоа е многу важно оваа состојба да се препознае навреме и да се регулира. Како? На наједноставен начин, овие кругови што ги цртав овдека што ги гледате, пак да се вратат на ниво на малата точка. Резервите од масти во клетката, во мускулната клетка, да се сведат на примарното нормално ниво. Како? Прво, ако го намалиме дотурот на заситените масти преку корекција на исхраната, и второ, вишокот кој што веќе е затекнат во мускулните клетки да го истрошиме преку редовна физичка активност 7 до 10.000 чекори на ден. Тоа е начинот на кој што ние ќе ја победиме инсулинската резистенција. Значи да, ќе му дојде местото и на метформинот и на глукофажот, нели, на сите тие сиофор терапија што се дава, но му доаѓа местото во оваа констелација на зголемена физичка активност и на правилна исхрана. Инаку џабе ќе се вртиме во круг.